Почитувани гледачи, добра вечер. Среда е 19 часот и 15 минути. Вие сте со Трета порта, интернет политички магазин, кој ви ги носи најновите случувања од светот на интернетот, а тие ги има многу. Во однос на политичката ситуација која во Македонија се менува од ден во ден, така да постои една плодна почва за емисии како што е Трета порта. Тука имаме доста реакции на она што се случуваше во изминатиот период, а особено на договорот кој е постигнат помеѓу четирите најголеми партии во Македонија за решавање на политичката криза. Како што е познато, по посетата на еврокомисарот Хан, партиите постигнаа договор за одржување на предвремени парламентарни избори во април следната година, но деталите околу тој договор не се познати, а оние што се познавачи, аналитичарите велат дека ѓаволот е токму во деталите. Значи, прашање е кој ќе ги организира тие избори, дали ќе бидат организирани од некаква преодна или техничка влада, или тие ќе бидат организирани од влада на чие чело ќе биде премиерот Никола Груевски. Почнуваме со првичните информации за она што е објавено. Еве, одиме со порталот Нова ТВ, кој вели: нема избори во април ако до 10 јуни не се договори преодна влада. Ако до 10 јуни не се договори преодна влада, договорот за избори во април отпаѓа, дознава Нова. По долгата и тензична средба меѓу лидерите на СДСМ, ВМРО, ДПМН, ДОИ, ДПА со еврокомисарот Јоханес Хан, како и американскиот амбасадор Джес Бели, кој им се приклучи подоцна, беше најавено дека на средбата паднал договор за предвремени парламентарни избори во април, кој ќе ги организира некаков вид преодна влада. Нашиот извор посочува дека на денешната средба е договорена само рамка за преговори. Во таа рамка стои обврска за влада која што треба да ги подготви изборите. За деталите околу таа влада, како и за сите останати услови за равноправен политички надпревар, договорено е да се разговара во Брисел на 10 јуни. Тоа го објавува Нова. Значи, со поентата дека изборите нема да се одржат ако нема договор за преодна влада, и тука Нова се повикува на дипломатски избори, а доста други медиуми, меѓу кои 24 вести, се повикаа на партиски избори, кои го тврдат истото. Особено партиите од опозицијата велат дека тие нема да го поддржат тој предлог, доколку во предлогот за предвремени избори не биде вклучена и некаков вид на преодна влада. Одиме со порталот Фактор, кој накратко ги опишува преговорите, нивниот тек и исходот, првичниот исход од преговорите одржани во Скопје. СДСМ за преодна без Груевски. ВМРО не попушта, ДОИ сака владина мини реконструкција. Значи, од прилика тоа се ставовите на партиите. Опозиционерите сепак очекуваат да се постигне договор за транзицијска влада, бидејќи сметаат дека тој е единствен начин да се смени изборната регулатива и политичкиот амбиент во земјата. Од ВМРО ДПМН не попуштаат кога е во прашање преодна влада, а извори од ДОИ велат дека компромисот може да биде во нова реконструкција на владата, во која неколку клучни министерства ќе добие опозиција, но Груевски да остане премиер. Значи, тоа се отприлика понудите на партиите, нивните ставови со кои настапиле во преговорите. Одиме со анализа направена од Дојче Веле, од сервисот на македонски јазик, кој е особено активен во време на целата политичка криза, и овој пат е направен еден пресек на случувањата, и тука има цитирано повеќе соговорници, меѓу кои поинтересна е градоначалничката на Тетово, Теута Рифи од ДОИ, но која овој пат значи зборува од позиција на политички аналитичар. Насловот на Дојче Веле е: рамката јасна, сликата за преодна влада матна. Повеќе од јасно е дека тој ќе треба да се заокружи за неколку дена договорот, а на идните избори ќе се оди со многу прецизни услови кои ќе треба да се исполнат во текот на идните месеци. За волја на вистината, Европската комисија секогаш во процесите инволвира битната политичка димензија на поглавијата 23 и 24 како механизам за подмрднување од мртва точка на повеќе теми, како што се судството, медиумите и изборниот процес. И во овој договор рамката се дава токму на овие поглавја, како можност за договарање и излегување од кризата. Сметам дека софистицираната политика на морковот и на стапот,
ќе остане форма на инволвирање во овој кризен менеджмент, каде што процесот на отворање на поглавјата би се поврзал со реализација на точките од договорот постигнат денеска, вели Арифи. И сега дел од оние кои ги следат сите овие случувања, дел од познавачите велат дека она што е понудено е нејасно, дека досега она што се гледа дека само рамката за предвремени парламентарни избори не е доволна за излез од кризата. Мора да се знаат деталите. Одиме со поранешниот министар за финансии Никола Поповски, кој ја критикува Европската унија за начинот како пристапила во решавање на целата криза. Поповски се огласи на неговиот Facebook профил, каде што пишува: Европската унија побудалела или изгубила компас. Да договараш градење на независно судство со оној што истото го партизирал до крај, да преговараш за независни медиуми со оној кој ги претворил во идиотски партиски билтени, да преговараш за фер избори со оној кој имал партиски штабови во седиште на МВР и правел 300 слични глупости е исто како да веруваш дека Европската унија во моментов знае што прави во врска со Македонија. Седат, преговараат и ги легитимираат за воиднина најголемите нерани мајковци и злосторници во Европа. Страшно. И ќе видиме тука дел од коментарите под постот на Никола Поповски. Еве исто така колумнист и аналитичар Вели Митановски пишува: да, на новинарите им сготвија ручек, а на сите нас ни го забиберија. И професорот Нано Ружин: не верувам дека се толку наивни и настрани овие од Европската унија. Впрочем, опозицијата решава дали ќе прифати или не тоа што го предложил Брисел. Во спротивно ќе ја загуби довербата на граѓаните. Тоа го пишува Никола Поповски, а одиме со останатите реакции во однос на постигнатиот договор. Значи, продолжуваме со оние, може да се каже, скептици во однос на она што е подпишано, а кои пред се повикуваат на претходните договори кои ги има подпишано владеачката партија, исто така со посредништво на Европската унија. Како што е познато на јавноста, еден од најпознатите договори е оној кој е склучен по 24 по настаните по 24 декември во собранието, по онаа комисија која беше оформена, но и по политичкиот договор кој беше постигнат, но кој подоцна од страна на владеачката партија беше оквалификуван како палома хартија. Одиме првин со професорката Мимоза Ристова, која случувањата во Македонија ги споредува со оние во поранешна Југославија, поврзани пред се околу случувањата во Босна, Србија и Слободан Милошевиќ. Во 1995 година големите браќа го принудија Милошевиќ да подпише мировен договор за Босна во Дейтон, каде што степаните страни беа мирени од високи дипломати од Соединетите Американски држави, Франција, Британија и Русија. Вистинскиот мировен договор, дивите националистички лидери од Балканот, Милошевиќ, Тужман и Изетбеговиќ, го подпишаа во Париз месец дена подоцна, и тоа пред претседателите на споменатите западни држави и еден руски министер. Како и да е, дори 6 години потоа, 2001-та го уапсија вождот диктатор и го изведоа пред судот во Хаг. Се плашам дека и нас не чека слично долгометражно полудипломатско моделче на справување со девењето на племињата на Балканот. Тоа го пишува професорката и еве еден коментар под овој пост. Ова е исто како да чекавме и чекаме по природен пат да падне грујо. Еве дел од оние кои ги следат пред се новинарите имаат и конкретни предлози за тоа како би требало да се одржат, во кои услови би требало да се одржат тие предвремени парламентарни избори. Една долга листа објави главниот и одговорен уредник на Алсатем Мухамед Зекири. Зекири пишува: нема предвремени ако на 10 јуни во Брисел не се договорат овие работи. Техничка влада составена од експерти. Смена на јавен обвинител, председател на судски совет, председател на совет на јавни обвинители, судии во Уставниот суд.
мораториум на примена на законите кои предизвикаа демонстрации, ослободување на политичките затвореници, обезбедување на сите материјали во МВР, посебно во петата управа, кои се поврзани со преслушувањето, итно пломбирање на архивите на сите министерства и оневозможување на достап до нив на вториот ешалон од раководни работници, запирање на сите градби од Скопје 2014, нова изборна комисија, прочистување на избирачкиот список, тотален мораториум на огласување, рекламирање и пуштање спотови направени и финансирање од страна на владата и запирање на сите приливи за медиумите кои доаѓаат од страна на државата, смена на целокупното раководство на МРТВ, отварање постапка за формирање на посебен полициски омбудсман. Ете, тоа се условите кои ги објавува Мухамед Зекири, а дел од партиите се пожалија дека не сите групи во Македонија пред се етнички не беа инволвирани во разговорите, во преговорите кои се водеа за решавање на политичката криза, се огласи ПЦЕР на Самка Ибраимовски со соопштение. Зошто само македонци и албанци се вклучени во решавање на кризата, прашува ПЦЕР. Зошто само условно македонската и албанската страна да бидат вклучени во овој процес, а ромите, турците, србите, бошњаците, власите и други да бидат неми наблюдувачи на сето тоа? Даваме безрезервна подршка на лидерот на опозицијата Зоран Заев во целост да истрае во барањето на опозицијата и граѓанската коалиција на дополнителната средба во Брисел. Целосно веруваме во неговите искрени намери и знаеме дека успешно ќе не застапува сите нас кои се залагаме за враќање на слободата и демократијата, се вели во соопштението на ПЦЕР. А јавноста забележува пред се новинарите и прашуваат каде е во целите случувања председател на државата Ѓорѓе Иванов. Председателот, освен со она појавување кога го свика Советот за национална безбедност по настаните во Куманово, остана прилично нем наблюдувач на целата политичка криза. Колумна посветена на ова има Ерол Ризаов. Насловот е Македонија заглавена во лифт, илустрирано со фотографија на председателот Иванов. Председателот вели на економскиот самит во Порторош на председателите, премиери и бизнес елитата од Југоисточна Европа им кажал дека цели 24 години Македонија заглавена во лифт од Инает. За чиј Инает се работи? Не кажа нашиот мудар председател. Дали е тоа наш Инает, негов Инает, на нашите соседи, на Европската Унија, на Америка, на Кина, на Русија? Тоа се веќе детали за кои не е упатно да зборува еден председател на држава на економски форум. Тој го кажа најважното, каде е излезот. Вели, бидејќи сме заглавени во лифт, најдобро е да градиме во височина. Браво, председателе! Оваа гениална мисла секогаш треба да се има на ум кога ќе заглавиме во лифт. Наместо да притиснеме на аларм и да викнеме мајстор да не оглави, најдобро е веднаш да градиме во височина, оти останавме едно 3 децении заглавени во лифтот. Тоа е текстот на Ризаов. Македонија заглавена во лифт. А на дел од медиумите, на оние медиуми кои може да се каже дека константно ја поддржуваат политиката на владата, може да се забележи и во овој период една појавување на синхронизирани или може да се каже исти и копирани ставови и текстови кои се појавуваат на една иста тема. Сега имаме едни две колумни кои се објавени на порталот Курир, а кои се однесуваат и го таргетираат однесувањето на лидерот на опозицијата Зоран Заев. Ќе ги видиме овие колумни кои се напишани на два различни начина. Едниот ги таргетира физичките карактеристики или некои лични карактеристики на опозицијата, а друга зборува за принципијални ставови. Одиме прво со Драган Павловик Латас од Сител, кој инаку е еден од главните протагонисти во телефонските разговори, така наречените бомби кои ги објавува опозицијата. Значи,
колумната на Драган Павловиќ е насловена карикатура и тука тој ги напаѓа припадниците на опозицијата врз лична основа. Па самиот факт е дека во тим со Шелегов и Шекеринска, значи по дефолт дека е шарлатан и кримоген тип, лузер кој има лош натален хороскоп. Доволно е за почеток да им ги видиш фаците на лигавиот Шелегов и ладната трајна на Шекеринска и да ти стане јасно дека кај нив се е сомнително и дека лошотилакот и злобата им се карактер. Со високиот притисок на Шелегов, неговата потреба да живее живот на влекач кој чека некој нешто да фрли на земја за да има што да јаде и постојаната потреба да се направи зло за да се спаси денот. Не ни може да се очекува креативна акција. Влекачот, меѓу останатото, ја има и таа мана да не гледа повисоко од нозете на тие што чекорат околу него и да ги следи нивните чекори каде и да го водат тие. Тоа е колумната на Драган Павловиќ, во која тој зборува за Заев, Шекеринска и Шелегов од СДСМ. А на порталот Курир е објавена и друга колумна, оваа на Сотир Костов, исто така колумнист, која зборува за однесувањето на Зоран Заев, но оваа колумна е напишана во поинаков стил. Насловот е за нетолеранцијата во политиката на Заев. И сега да конкретизирам. Не може, едноставно недозволиво е Заев да заговара тотален правен нихилизам од најсуров ленинистичко-сталинистички тип. Го игнорира парламентот, го девалвира и омаловажува целиот судски систем, судството и обвинителството, а за полицијата и извршната власт да не говориме. А истовремено да уценува со тие своји фамозни транскрипти секого во државата. Тука веќе нема правила, нема принципи, а богами и морал. Тоа е враќање во пештерата и создавање на хаос и сеење на страв, според законите на џунглата. На другарот Заев, устата му е полна со демократија и слобода, ама на дело тој самиот ги загрозува и демократијата и слободата. Јасно е дека тоа е недозволено, ама уште е појасно дека тој не може да биде над законите во Република Македонија. Тоа го пишува Сотир Костов за нетолеранцијата во политиката на Заев. А протестите се уште продолжуваат главно во главниот град Скопје, тоа се оној камп пред владата, каде граѓаните бараат оставка на владата и на премиерот Груевски. Но за овие протести пишуваат некои колумнисти, велат дека тие се навредувани од страна на некои телевизии, прашуваат и зошто, а се зборува и за еден друг аспект од сите тие протести кои се одржуваат во Македонија. Одиме со Агим Јонус, колумнист. Тој вели: јавно прашање. Ако за Латас пред малку на вести рече, пред влада се соросоиди, уличари, дали ги става во искош сите пред влада и сите се уличари? Ако навраќам таму, дали јас сум уличар, дали постари луѓе, добронамерници, минувачи, уметници, професори? Тоа го прашува Агим Јонус и еве еден од коментарите. Па може би со парите крила си купил, па не надлетува нас уличарите. А за протестите пишува и професорката Мирјана Најчевска, која вели дека оно што може да се забележи од досегашните протести одржувани во главниот град е дека на нив протестираат само една или повеќе групи, повеќе категории на граѓани, но дека ги нема некои од граѓаните кои порано протестирале, кои биле бурни во јавноста со своите ставови, дека сега ги нема и прашува зошто е тоа така. Не сум сигурна дека ја разбирам работава. Ако протестирам против владата и луѓето кои управуваат со институциите, сакам тие да се наоѓаат на работно место кога се дерам пред зградите. Да викам на празни згради, некако не ми се вика. Некои велат, па работат луѓето и не може да излезат. Па штосот на протестите е да се блокира работењето на институциите, да не може никој да влезе и излезе, да не може да се завршат работите, инаку само е прошетка со дигање галама. И нешто, не гледам ни селани, ни работници, ни трактори, ни крави, ни овци, ни кози по улиците.
Ајде да ги изведеме стадата пред владата, да ги извадиме тракторите и плуговите и комбајните. Каде се таксистите, превозниците, камионџиите? Или ова е некоја интелектуална револуција, а другите сеирси гледаат? Убаво име на земјоделците, на сточарите, на градежните работници, на оние во фабриките, на таксистите и на превозниците. Ако им е убаво, зошто па јас да се потресувам и да им докажувам дека сме 2015, а не 1915 година? Тоа е ставот на професорката Најчевска, а движењето Протестираме веќе направи неколку герила акции, слободно може да се каже. Значи, позната е онаа акција каде што со жолта лента ги пломбираа влезовите на повеќе институции и министерствата, а остана забележана во јавноста, а на друга тие символично отидоа на аеродромот Александар Велики, каде однесоа символични потерници по доскорешниот шеф на управата за безбедност и контрразузнавање Сашо Мијалков и министр за транспорт и врски Миле Јанакиевски. Еве еден од насловите кој е објавен во медиумите: потерници за Мијалков и Јанакиевски на аеродромот Александар Велики. Денеска група активисти на неформалното движење Протестирам символично го блокираа делот за полетување на аеродромот Александар Велики. Еве таа фотографија како тоа изгледало во живо. Како што велат со потерници во раце, тие сакаат да потсетат дека во вакуумот креиран од политичките преговори, Јанакиевски и Мијалков се слободни да ја напуштат земјата и јурисдикцијата на Република Македонија. Еве како изгледа таа потерница. Сашо Мијалков, не го пуштете да избере од државата, се бара жив и со парите, протестирам. Еве уште една на министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски, исто со истиот надпис. Значи да повторам дека ова дека се работи за една символична акција, дека ова не се вистински потерници. Ако некој не го фатил од почеток објаснувањето, може би тоа ќе го помисли. Значи тоа е движењето Протестирам со нивните герилски акции во јавноста. Продолжуваме со останатите случувања во Трета порта. Ќе видиме повеќе теми од оние кои ја прекупираат јавноста, кои се актуелни во секојдневието. Одиме со еден прилично интересен текст кој се однесува за настаните во Куманово, а кој е преведен на македонски од страна на албански медиуми, кои велат дека повеќе членови на ДОИ ја напуштиле Македонија по случувањата во Куманово. Овој пат овие пишувања ги преобјавува порталот Плюс Инфо. После борбите во Куманово, 7 представници на ДОИ ја напуштиле Македонија. Ова се вели за лајм од страна на партиски извори. Овие извори не сакаат да го откријат идентитетот на пребеганата седумка, меѓутоа велат дека нивниот идентитет може да се открие многу лесно. Направите еден круг низ Скопската чаршија, низ центарот на Тетово и Гостивар и многу лесно ќе откриете кои познати фаци од ДОИ не се забележуваат по кафеаните и рестораните. Тие не го обелоденуваат името на државата во која наводно побегнала седумката, ниту даваат поконкретни детали за нивото на овие пребегани функционери. А во јавноста се објави информацијата дека доскорешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска ќе зема апанажа од државата по незината оставка. За ова пишува професорот Здравко Савески и еден од членовите на движењето Солидарност. Савески значи целиот текст го има насловено лапанажа и вели доста беше лапанажа. Деновиве слушнавме уште една информација поврзана со Гордана Јанкуловска, дека поднела барање за апанажа и дека тој било одобрено. Тоа значи дека во овој случај таа да не се вработи во меѓувреме, цела една година ќе зима пари од државниот буџет во износ од незината плата како министер за внатрешни. Ништо овде не е незаконски. Според законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица, уште од неговото донесување е предвидено цела редица функционери да ја уживаат таа привилегија. Таа се однесува на пратеници како и на сите други функционери, а нивниот број не е мал
и го оптоваруваат дополнително буџетот на Република Македонија. Да биде иронијата поголема, со овој закон е предвидено овие лица, поточно овие богови во наводници, да земаат апанажа дури кога самите ќе се поднесат оставка или кога ќе бидат разрешени. Бре, некоја лошо или неодговорна функција, ама на крајот и без работа ќе се зема пари исто така цела година. А во однос на доскорешната министерка Јанкуловска има уште еден напис, значи во однос на последната бомба објавена од СДСМ од опозицијата, која се однесува на двата стана кои тврдат дека се купени од страна на тогашната министерка и на министерот за финансии Зоран Ставревски, се огласи движењето, народното движење на Македонија, кои велат: кој е држливиот инвеститор што подарувал станови на функционери на ВМРО ДПМН? Во интерес на вистината, НДМ сака да ја информира јавноста дека овие станови не се купувани, туку се поклонети од владини функционери од инвеститор. Оттуку НДМ бара од СДСМ јавно да го посочи дарежливиот инвеститор, кој многу добро го познаваат, и кој е неговиот мотив да поклони цела зграда на атрактивни станови на владини функционери од ВМРО ДПМН. Од одговорот на ова прашање пак е започна да излегува на површина краденото злато од дарежливиот инвеститор од еден македонски рудник во 90-тите години на минатиот век, како и неговата енормна провизија од 40 на милиони долари од шверцот на бакар од Србија за Јапонија. Со фиктивни документи се прикажуваше како македонски производ поради тогашното ембарго на Обединетите нации спрема тогашната Сојузна Република Југославија. Тоа се вели во соопштението на НДМ. И одиме со уште две теми до крај. Одиме прво со екстерното тестирање, која преокупира јавноста, нели тоа е познато, за тоа се одржува и протести, и сега тоа веќе почна и одиме со првичните реакции. Еве еден од насловите на Радио Слободна Европа: екстерно тестирање по секоја цена. Значи, одиме со наставник, значи тој е Илчо Ацевски од наставничкиот пленум. Може би намерата на Министерството е добра, но така е насочена што нема ниту една добра околност околу екстерното тестирање. Одговорите можат да ги најдат на интернет, а и самите ученици се отвараат страни на кои може да се најдат одговорите. Владо Димовски од наставничкиот пленум ги критикува надлежните дека повторно има проблеми, дека час и половина ги симнувале прашањата од интернет и екстерното тестирање во некои средини почнало со 1 час за доцнување. Во оние училишта каде предавам јас, дел од опремата не е исправна, интернетот е слаб, вели Димовски. Значи, тоа се само уште некои од проблемите кои се поврзани со екстерното тестирање. Емисијата ќе ја завршиме со еден Facebook пост, но кој исто така може да послужи и за апел. Се работи за бегалците, за мигрантите кои секојдневно поминуваат низ Македонија, чија што трагична судбина беше поврзана и со железничките несреќи во Македонија, каде загинаа веќе може да се каже околу 30 емигранти во изминатата година. И одиме со Јасмин Реджепи, кој е познат активист на оваа поле и кој ги повикува граѓаните да помогнат колку можат. Еве, тука е ставена една илустрација од бегалци од Сирија. Итно е потребна храна за да им излеземе во пресред на стотиците мигранти кои транзитираат низ земјава. Потребни се пилешки паштети, круасани, пакован леп, вода во шишиња од пола литро, чорапи и Ханзапласт. И со ова ја завршуваме оваа трета порта, ова издание. Емисијата следете ја секоја среда, се разбира можете да ја погледнете и во репризите, како и на интернет порталот на 24 вести, во делот на емисии, каде што можете да ја видите во секој момент. На интернет можете да ја следите и Facebook страницата на Трета порта, каде што можете да ги оставате своите коментари.
До следната недела останете и со програмата на 24 вести и не го заборавајте мотото на Трета порта дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика.